Кочанските југоносталгичари со обиколка низ Кочанските улици годинава го одбележаа Денот на Југославија. Историската важност на 29 ноември е дотолку важна, што треба да биде пример за помладите генерации и потсетник за придобивките од живеењето во заедничката југословенска држава, се констатираше на денешната пресконференција. Тоа беше по повод Денот на Авној, на второто заседание, кај што беше и промовирани и ударени темелите на идната југословенска држава. Пред тоа беше одржано советување, првиот Авној во Бихач на 26 и 27 ноември, а овој вториот беше на 29 и 30 ноември во Јајце. И тоа беше фактички и најголемиот празник на Југославија, празник во кој се удрија темелите на идната југословенска држава, на која што ние секогаш ќе бидеме поносни. По тој повод, како и секоја година, и оваа година, Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито дојде да го прослави и обележи овој најзначаен југословенски ден. Се гордееме што сме македонци и што сме живееле во Титова Југославија. Од Сдруженијето посочија дека оваа традиција која се негува во Кочани, одбележувањето на овој ден е со цел да се даде значење на најголемиот празник во Југославија и да се потсетат младите дека треба да ги следат нивните стапки.